Можностите за натамошен развој на капацитетите за планински вид друг туризам беше главна тема на работната средба што ја организираше градоначалникот на Кочани Николчо Илиев со вице-премиерката Мила Царовска и раководителот на секторот за соработка во делегацијата на Европската унија Никола Бертолини. На средбата, што во четвртокот попладне се одржа во инфоцентарот на Пониква на Осоговските планини, беа представени подготвените проекти за развој на туризмот во општината и регионот, како и неопходната поддршка за нивна реализација. Да ги презентирам проектите со кои што сакаме да аплицираме на повиците од Европската унија за реализација на проекти кои се исклучиво од интерес на граѓаните на општина Кочани. И не случајно средбата беше на Пониква, бидејќи проектите кои што ги финансира во моментот Европската унија преку Светска банка се претежно за развојот на туризмот, една од најбрзо растечките гранки. Ние веќе имаме поддршка од страна на европски пари преку Светска банка, тоа е проектот Планински велосипедски рај кој е во тек. Имавме прилика да го посетиме, односно да на лице место се увериме и видиме реализацијата на овој проект и секако една убава прилика во повеќе часовен разговор ги представам неколкуте проекти кои што сметам исто така дека се многу важни за развојот на Пониква, а секако и на општина Кочани. Да искажам дека сум благодарен на гостите кои што има време да ги слушнат нашите проекти, да разговараме за нив и секако начелно да договориме следните чекори во апликацијата и евентуалната реализација на проектите кои што реков се од исклучителна важност за развојот на Кочани и на целиот овој регион. Вице-премиерката Царовска и представникот од делегацијата на Европската унија Бертолини го посетиле и објектот во градба што ќе биде наменет за планинарски дом на Пониква, а што како проект е финансиран преку Светска банка со средства од Европската унија. Гостите биле информирани и за тековниот проект за реконструкција на двата ски лифта, како и за другите потенцијали што ги нудат Пониква и Кочани за развој на туризмот.